Дарко Каевски, најмладиот милионер во СДСМ, неколку дена молчи и не одговара на прашањата како на 30 години и со административна плата за неполни 3 години директорување успева во иста година да се стекне со нов стан и да изгради луксузна куќа во Волково. Но уште поинтересно е што Дарко Каевски во стилот на неговите сопартици не одговори ниту дали има документи за градба на луксузна вила хациенда со базени во Волково. Почитувани, интернет алатката Google Maps покажува многу повеќе од тоа што Каевски сака да го сокрие од очите на јавноста. Ке замолам за првата фотографија зад мене. Ова, почитувани, е парцелата во Волково, имот на семејството Каевски до септември 2020 година, кога Дарко Каевски, од директор на Агенцијата за млади и спорт, преминува во пратеник на СДСМ. Ова е објект кој што е легализиран, се работи за скромна куќа, можете да ја видите и од мојата лева страна, од неполни 40 на квадрати, како и гаража. И тоа било легализирано во 2014 година. И така е се до септември 2020, кога сателит ја има снимено токму ова состојба. Ке замолам за втората фотографија. Ова, почитувани, е тоа што го покажува алатката, односно дека настанува промена во октомври 2020 година, кога сето претходно исчезнува, а цела парцела станува градежна зона со машини, а легалните објекти ги нема. За да ги нема, мора да има одобрение од општина за рушење, а тоа одобрение е дел од одобрение за ново градење. За одобрение за градење неколку пати директно го прашавме Дарко Каевски, но тој не одговори. И одиме на следната сцена, снимана од сателит. Ке замолам за третата фотографија. Е, ова, почитувани, е истата парцела каква што нарастува во 2021 година. И таква е и сега. На местото на скромно легализираното куќиче никнува луксузна хациенда. Никнува уште еден објект на местото на гаражата, ископан е базен во должина на ново изградената луксузна куќа, зашто повторно е потребно одобрение од општина. А такво одобрение нема. Ке замолам за трите фотографии за да се направи споредба и благодарам. Уште поинтересно е што во својот анкетен лист до Државната комисија за спречување на корупцијата, јавен документ, Дарко Каевски, сега пратеник, порано директор, најмладиот милионер и портпарол на СДСМ, не навел куќа во Волково, туку празен плац, градежно, неизградено земјиште во Волково. Почитувани, дали причината за тоа што не е наведена куќа е тоа што во истата година, кога е изградена луксузната хациенда, крајот на 2020 година, Дарко Каевски во својот анкетен лист има наведено дека купил стан од околу 65 метри квадратни во Скопје. Залудно, Каевски, како и сите голтари, а сега милионери, се обидуваат да ги сокријат имотите со високи огради, кога со години постојат алатки како Google Maps, кои што ги следат сите промени на теренот. Истата парцела, добиена како наследство, во октомври станува градежен плац за потоа да никне луксузна хациенда, одморалиште, базен, поплоченост во медитерански стил. Почитувани, СДСМ 5 години се на власт. 5 години исполнети со кризи заради негрижа на власта. Народот во тие 5 години е се посиромашен. Државата е во долгови, ама затоа функционери од СДСМ градат хациенди со базени за уживање. И прашање е дали за тоа имаат документ. Секој еден ден минат со СДСМ на власт чини поскапо од предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.